Океј, здраво и добро дојдовте. Оваа епизода ќе биде вовед во хемијата. Таа прекрасна природна наука за која јас ќе пробам да ве заинтригирам. Многу од вас наверојатно првпат сте се сретнале со оваа наука уште во основно и уште од тогаш кога сте добиле некој страф од нејзина или сте решавале некои задачи со некои бројки, па не сте знали точно што биле, се мислеле тоа е нешто апстрактно и дека е многу тешко. Но не е тоа така и верувате, хемијата е една од најубавите природни науки и многу ја нарекуваат и централна наука. Сега зашто ја нарекуваат централна наука? Па вака, кога учите која е било наука, убаво е да знаете науката која е под нејзе. Например, тие што учат медицински науки, они учат и биологија. До некој степен нели ги учат клетките, учат ткива, учат органи и како граат органски системи. Биолозите, кои што учат клетката, они доста учат хемија, бидејќи клетката е еден вид многу мала хемиска лабораторија, да не речем. Хемичарите, за да го разберат атомот, мора да научат физика, за да ги научат својствата на атомот, бидејќи тие сепак се водат според законите на универзумот. А физичарите мора да зборуваат со јазикот на универзумот, односно математика. Сега, според оваа шема, лесно се гледа дека хемијата е централна наука и ако сакате да го разберете природниот свет, скоро е клучна за тоа да го постигнете. Добро, дај да видиме како е дефиницијата. Хемија е природна наука која ги изучува својствата, составот и промената на супстанциите, односно материјата и законите кои важат при одвивање на хемиските реакции. Сега вака звучи дефиницијава малце страшно, но просто кажано, хемијата ја изучува градбата на се, на универзумот, да не речем. Што мислам, ќе почнеме со едно прашање, да не речем. Од што сте изградени вие? Вака, кога се гледате, од што сте вие, што сте изградени? Дрвото надвор, камејата, од што сте сите изградени? Или, друг ще го кажам прашањето, што е се тоа? Па, одговорот е материја. Значи, се тоа е материја. Материја. Сега, од што е изградена материјата? Од атоми. Овој збор сигурно сте го слушнале, барем некаде можеби на телевизија, но атоми се најмалата градбена единка на се. Сега па некој па ќе праша, атомите од што се изградени? Па тие се изградени од протони, неутрони и електрони. За да и в подоцна ќе збориме. Секој ќе се најде некој уште попаметен и ќе рече, а тие па од што се изградени? Сега малце тука станува пипава работата, односно тие се изградени од кваркови лептони, но за тоа стварно не морате ни да се замарате во мој момент. Сега заклучивме дека се е изградено од атоми, значи сите ние сме изградени од атоми, нели? Звездите што ги гледате надвор самата планета, камења, например, ова е јаглерод. Се. Ама и ова е јаглерод. Само друг се замести на атомите и како диамант. Како така, па ќе научите. Сега, хемијата сакам да си ја сметам како вид приказна за протонот, неутронот и електронот и како тие доаѓаат на различни начини или да формираат различни атоми, односно елементи, кои тие се комбинираат во трилиони комбинации за да формираат се што знаете. Значи, скоро се што знаете надвор дека постои, се што сте пипнале, осетиле, па и воздухот што го дишете е изграден од атоми. Сега, некој рече, па добро, ја не сум, како си ја гледам раката, ја не гледам мали топчиња дека сум изграден. Да, зашто тие се многу мали. Во твоето тело имаш 7 следено со 27 нули. Атоми. Тоа е огромен број, не можам не да го изговорам. Значи, тие се многу мали. Да речеме да го земеме парче влакно од косата. Добро, секој си има различно дебела коса, односно различно дебело влакно, но во просек, кога ќе земеш вака напречен пресек, што мислите, колку јаглеродни атоми има овдека? Сега некој може да ќе рече 1000. Сега не. Има во просек околу 500 илјади до 1 милион атоми. Во напречен пресек. Тоа е огромен број. Си мислите, кај ќе ги собере толку многу?
Го мислите дека милион не е многу, пробајте броите до милион, ќе видите дека е огромен број сепак. Сега, иако е толку важен атомот, не сме од секогаш не сме знаеле за него. Односно, идејата за атомот можеби е најреволуционерната идеја некогаш во науката. И многу ученици сметаат дека ако би можеле да се вратиме назад во времето, да го однесеме барем една идеја која би го променила човештвото, тоа би била идејата за атомот. Односно, тоа е навистина многу важно. Затоа и во наредната епизода ќе збориме за како дошло до идејата за атомот и како таа идеја се развила. Односно за историјата на атомот. Сега, ќе се видиме во наредната епизода. Останете љубопитни и се гледаме нареден пат. Поздрав!